Во ек на пандемијата од коронавирусот, владата со пари на граѓаните си купувала илјадници литри алкохол. Опозицијската ВМРО ДПМН објави скандалозна афера. Покрај тоните месо на Илинденска се набавиле и 2 тона сортно вино, 45 литри бурбон, 90 литри шкотско виски и 30 литри шампањ. Ова не е само голем скандал. Ова е забеганост. Ова е лудост. Ова се прави додека луѓе умираат и додека има вонредна состојба. Ова е надвор од памет. Во буџетот има дупка од 1,3 милиарди евра, ама нема дупка кога треба да се набават луксузна храна и алкохол. Еве зашто им служат набавките во време на корона. За частење, за пиење и јадење скапа храна. Покрај алкохол, на истиот ден кога СЗО прогласи глобална пандемија од COVID-19, владата склучила и договор за набавка на свежо месо. Од буџетски пари купени биле половина тон јунешка кртина рамстек, 380 килограми бифтек, 180 килограми свеж мускул, 2200 килограми јунешки бут, медаљони, како 1,3 тона свежо свинско месо. Граѓаните се разочарани што во период кога Македонија е под сериозна закана од коронавирусот, а се најавува и сериозна економска криза, владата троши на луксус. Порачуваат, парите требало да се пренаменат за други цели. Народот скенира сметки, од ДДВ-то плаќа, а овие се луксузираат. Тоа е срамно, жално е. Жално е зашто народот молчи. Тоа е најжалното у сето ова. Треба да им се помогне на тие сиромасите што се социјален случај, највеќе они се загрозени на нив и тие што стварно немат. Не би требало во време на коронавирус, меѓутоа потребите не ги знам. Приоритетно е здравството. Оти тоа не лечи, тоа е во првите борбени линии. Од опозицијата укажуваат дека приоритет на државата во овие мигови треба да биде здравјето на луѓето, а не набавка на скапи прехранбени продукти и алкохол. Велат ова што се прави е лудост и бараците набавки итно да се поништат, а парите да се пренаменат за купување заштитна опрема за лекарите и дезинфициенси за болниците.